Добар ден и од мене. Чест и задоволство е денеска да сум овде со граѓаните во општина Бутел. Започнуваме со еден наистина, можеби за прв пат, поинаков пристап до креирањето на буџетот по општините. Нешто што до сега во Македонија не е направено, тоа е да дел од средствата кои што ќе се трошат бидат практично изворно добиени како предлог од страна на граѓаните. Бидејќи знаете, дел мора да биде од програмата која што вие сте ветиле на изборите, стигнале пред граѓаните, тие ја поддржале и дел од тие средства се резервирани за проектите кои што се дел од програмата, но и граѓаните можат да предлагаат своји проекти, своји идеи кои што би биле дел од буџетот и кои што би се реализирале во следната година, нешто што до сега во Македонија никој не го направил. Тоа ќе биде овој викенд, денеска и утре, и ќе биде и следната недела, бидејќи веќе потоа мора општинските совети да ги усвојат буџетите и нормално да почне со нивна реализација. Транспарентно, отчетно, таков е пристапот на ВМРО ДПМН. Дарко кажа, онаму каде што има општини со градоначалници од ВМРО ДПМН, најпрвен се отчетавме пред граѓаните, дадовме отчет за тоа што е сработено од минатогодишните локални избори до овој октомври, ноември, би рекол, една година од мандатот, во услови на тешка економска криза, во услови на голема обструкција од страна на централната влада, а сега веќе ги отвараме општините да можат граѓаните самите да дадат предлози кои што ќе ги реализираме во буџетот од следната година. Тука во Бутел од програмата која што ќе биде реализирана и која што е дел од кампањата и која што беше дел од кампањата на локалните избори, се околу 30 на улици, нивно асфалтирање и реконструкција, потоа тука е спортскиот комплекс во Љуботенски пат, кој што исто така ќе биде изработен во тековната година, мислам на 2023. Потоа има тука неколку делници на канализација и водовод, потоа расчистување на коритото на река Серава, потоа ќе се замени уличното осветлување, што представува наистина огромен трошок за општината, ќе има повеќе пари за капитални инвестиции, работиме, иновираме и тоа е одликата на ВМРО ДПМН да работи, да го испорачува тоа до граѓаните, за разлика од власта која што има поинакви приоритети од тоа што би требало да има. Така што јас сум еве да сумирам, денеска овдека да ја поддржам оваа акција во општина Бутел, да дадам поддршка на Дарко, на градоначалникот, на администрацијата овде во општина Бутел, да продолжиме со истата динамика на реализирање на проекти, а граѓаните на следните предредени парламентарни избори ќе знаат да ценат кој работи, а кој не работи и краде. Ако може едно прашање, да, надвор од темата. Господине Мицкоски, од власта ве прозиваат прашувајќи дали сте договарале, како што велат, со домашни и странски политичари во замена за власт да ги поддржите уставните измени за внесување на бугарите. Дали ова точно и како го коментирате? Видете, сме дали одговор на тоа прашање неколку десетици пати. Јас ги разбирам. Сега тие немаат друга тема која што ќе зборуваат во јавноста. Катастрофа во економијата, сиромаштија, многу крадат во енергетиката, ја користат и злоупотребуваат енергетската криза за тендари во 4 очи, многу се краде. Ова со бомбиве, дојавиве за бомби во училиштава, децата не можат пристојно настава да следат. Во здравството веќе да не зборувам катаклизма, буквално нема ниту еден сегмент во општеството каде што тие можат да кажат дека има некаков напредок. И сега кога вие немате тема, а скапо ги плаќате советниците кои што вие прават таа стратегија, ајде сега што ќе правиме? Ќе правиме за ланскиот снег ќе збориме. Сме кажале ставот, тој е непроменет и немам нити што да додадам, нити што да одземам на тоа. Ние сме различни карактери. Нашиот збор тежи за разлика од зборот на СДСМ Ковачевски заев. Може економска тема? Да, може. Премиерот Ковачевски го презентираше буџетот каде што има ни за пакети за социјалната категорија. Ваш коментар во врска со тоа? Ја добив таа информација. Практично спектакл се прави од нешто што треба да биде редовна активност на владата. Дека ќе имало социјални пакети. Ние треба да работиме како држава да немаме многу социјални пакети. Треба да имаме богати граѓани. Успешен е оној премиер кој што ќе рече оваа година
Македонија не е држава со најголема стапка на сиромаштија и јас сега имам повеќе пари да вложувам за развој на образование, здравство и така натаму. Ние замислете сега премиерот се фали за повеќе социјални случаи. Јас мислам дека тоа не е нормално. И тоа не е тема за пресконференција. Но во ред, кога повторно ќе кажам немате со што да кажете, тогаш излегувате и кажувате некои теми кои што навистина не знам кој го советува да ги зборува. Не е за мене фалење ако е зголемен бројот на приматели на социјална помош. Напротив. За мене тема за фалење ако е намален бројот на приматели на социјална помош и повеќе богати граѓани. Тоа е за мене тема. Тоа требаше да каже Ковачевски, колку пари ќе има за науката, колку пари ќе има за здравството, колку пари ќе има за нови автопатишта, за пруга. Не знам тоа е суштината, нови енергетски објекти. Тој се фали, излегува, вели ќе има повеќе пари за сиромашти. Не можам да го разберам, но претпоставувам тие одбрале таа стратегија. По мене тоа е погрешно и не е за фалење, но тоа е што е. Ситуацијата во државата е алармантна, во економијата е алармантна ситуацијата и јас едноставно не гледам стабилна економска политика, гледам политика со многу осцилации, ќе има даночна реформа, па ќе нема даночна. Па скалез данок се брише, па не се брише, се одлага. Сето тоа создава еден вид горчина кај бизнисмените и тие практично во отсуство на стабилност не можат нити да инвестираат, ако немате инвестиции, немате развој. Ако немате развој, имате многу сиромаштија. И потоа се враќаме на почеток, ќе ги собираме парите да стимулираме сиромаштија. Напротив, треба да стимулираме повеќе развој. Тоа е за мене успешен премиер. А не премиер што се фали дека има повеќе социјални случаи. Добро, ако тој така мисли дека се води политика, немам што да додам. Господин Мицкоски, најавите интерпелација за министерот Натрешен Спасовски. За што конкретно, односно дали само за Арачиново или и за други работи? Кога ќе биде? Па мислам дека е добро да се почне од почеток. Да се направи една ретроспектива од снимените разговори на обвинители и суди, кои што завршија во депото на Министерството за внатрешни работи, а никој до ден денеска не понесе одговорност, како тоа обвинители и суди се снимани, па да завршиме со ова последно дивење на една криминална банда за која што сите ние знаеме дека функционира на територијата на општина Арачиново и кои што се однесуваат како газди во овој град, а Министерството за внатрешни работи, поради тоа што врвот на Министерството е соработник на оваа банда, е немокно да им се спротистави и тие луѓе кои што зборувам за полицајците, кои што се нашле во една непријатна ситуација, можеле многу лесно да бидат жртви на оваа криминална наркобанда, која што цело Скопје знае која е, каде живее и како изгледа. А никој за жал до сега не им застанал на патот, затоа што се ортаци со нив. Просто е, едноставно. Така да ќе почнеме од таму, па ќе завршиме со ова. Кога ќе поднесете? Па периодот што следи ќе ја разгледаме и таа можност, ќе бидете благовремено информирани. Вчера Спасовски кажа дека е доставен извештајот од МВР за утврдувањето како протече отчетот на Димовски во Собринската комисија за надзор над безбедносните служби. Дали пратениците на ВМРО имаат пристап до овој извештај, се знае ли која е причината? Не, нема, се уште не. Само на камерите. Се уште не. И само уште едно ВМРО прашање имам. ДПМН предупредуваше дека се спрема набавка на струја, на увоз на струја во вредност од неколку милиони евра. Кој е вашиот коментар во врска со ова, зашто да се увезува повторно струја кога нели може да се произведува? Кој е вашиот коментар? Внимателно го следам ова што го прави владата, најпрво со тендерите во 4 очи, во Рек Битола и во Осломи, а потоа и со набавката на струја. За само еден месец, прецизно е околу 33 милиони евра набавена струја. Од 7 ноември, заклучно со 7 декември, бидејќи последната набавка го фаќа периодот од 5 до 7 декември. 33 милиони евра. Тоа е повеќе од 1,1 милион евра на ден. Зошто е тоа така? Затоа што, ако се сеќавате, не убедуваа дека Рек Битола ќе работи во грејната сезона со 3 блока, Осломе ќе работи и Неготино ќе работи со 2 котли. Денеска Неготино не работи, Осломе не работи и работи само еден блок од Рек Битола. Што значи тоа? Ако тоа сценарио кој што ни го представува овие хероиве, шампиониве, нели херои били они, херојски било да се потпишува капитулација и предавство на својот народ,
Ама кога е крадењето во прашање, тоа е веќе најхеројски потек. Тука не може да бидат поголеми херои од нив, тие се принцови на херојскиот криминал во Македонија. 33 милиони евра само за еден месец. Затоа што не работат. Нити Битола 2, нити Битола 3. Битола 3 не работи затоа што не велеа дека на 1 ноември ќе дојде трансформаторот, денеска сме 3 декември, во Македонија не е. Ни велеа неготино дека е поради плански ремонти ќе влезе на мрежа на крај на ноември, денеска сме декември, абер нема. Зошто? Затоа што има дефект на генераторот. Осломи не работи. Пукна цевката предвадена во Битола 2 и Битола 2 не работеше, па подкраднуваа малце од соседните систем оператори. Кога сето ова немаше да постои, кога ќе работеше сето ова како што велеа, ние ќе бевме побогати за 33 милиони евра, ќе имаше повеќе за школи, ќе имаше за здравство, ќе имаше за студентите повеќе, немаше сега да им го кратат оброкот, ќе имаше повеќе за пензионерите, ќе имаше повеќе за земјоделците, ќе имаше за сите повеќе. 33 милиони евра повеќе ако барем 50% од тоа што го ветува го исполне. Но за жал тие одлучија да бидат ортаци во херојското крадење и плячкање на народот, не баре ова е последно. Ке дојде крајот. Доаѓаат избори, но потоа следи одговорност. Треба секој да е свесен дека денот се ближи кога ќе има одговорност. После да нема плачење и кукање. Зошто било вака, зошто било така. Еве предупредуваме уште сега. Да не биде после не сме кажале. Најавивте за дел од проектите на општината каде имате обструкции од власта. Општините каде што се градоначелниците од ВМРО, ДПМ не беше најавени дека ќе се дават и обврсници спрема граѓаните. Каде е проблемот? Тоа е уште еден парадокс кој што се случува. Јас не сум видел ваква злоба. Да си го казнуваш сопствениот народ, зошто? Затоа што не те гласал. Ете тоа го прават сега. Општина Штип доби позитивен заклучок од македонската берза. Доби од Комисијата за хартија од вредност. Тоа се органи и институции кои што се дел од државните институции. Доби од Министерството за финансии. Го помина во Совет. Ја запази целата процедура. И сега формално, бидејќи владата е орган на сите органи, треба да каже во ред, исполнети се сите законски услови, може да се направи емисијата на оваа за прв пат во Македонија општинска обврзница. Тие ја тргаат точката од дневен ред. Од владина седница ја тргаат точката од дневен ред. Ето тоа. Зошто? Да ги казнат граѓаните на општина Штип, бидејќи нивниот кандидат на минатогодишните локални избори доживеа дебакал. И не е само Штип. Има уште две други општини, и Радовиш и Гевгелија, кои што нема да земат општинска обврзница, туку ќе земат банкарски кредит. Исто така не се ставаат на дневен ред на владина седница, иако тоа е формално, се поминале претходно. Сите можни органи кои што се дел од државната управа ги поминале, добиле позитивна препорака, изработиле проекти, ги приложиле тие проекти, видете, ова не се пари за ликвидност, тоа се пари за проекти. И сега, вие имате проекти капитални кои што треба да го подобрат квалитетот на животот на граѓаните, и тогаш доаѓа Ковачевски и оваа влада и вели не може. Зошто? Затоа што тие нас не гласа и затоа што ќе ни се случи дебакал на следните избори. Епак им се случи, но потоа ќе имаме многу прашања од кои што ќе бараме одговорност. Ако можеш да коментар за пораките што ги упати амбасадорката Агелер, каже дека корупцијата го забавува напредокот на земјава, следите дека таа тема покрај една страна да ги ставиме останати измени ќе биде главната пречка на стапната. Ние континуирано зборуваме дека проблем во Македонија е криминалот и корупцијата. Криминалот и корупцијата се причина поради тоа што немаме добра економија. А немаме добра економија затоа што инвеститорите не веруваат, бидејќи има многу криминал и корупција. Не инвестираат своји пари, домашни и странски инвеститори. Ако тие не инвестираат, тоа значи ќе има помалку пари во буџетот. Помалку пари во буџетот значи помалку пари за образование, што значи имаме лошо образование. Помалку пари за здравство и реновирање на здравствените установи, значи лошо здравство. Помалку пари за пензионерите, незадоволни пензионери. Помалку пари за субвенции за земјоделците. Слабо развиено земјоделие. И тоа е еден систем кој што сам по себе по вертикала се координира. Затоа ние, ако сакаме да одиме напред,
Ако сакаме да се движиме, а сакаме, како ВМРО ДПМНЕ како политичка партија сакаме, ние мораме да влеземе во костет со криминалот и корупцијата да се бориме. Еве затоа ви велам, точно знаеме во Рачиново која е групата. Точно знаеме кои возила ги возат. Точно знаеме каде живеат. Точно знаеме со што се занимаваат тие. И точно знаеме со кои полициски функционери се на линија. А зошто не објавите? Зошто не ги објават? Зошто не ги уапсат? А вие зошто не? Ако рековте Ние оставаме државата, односно министерството да си ги заврши она за што е надлежно. Ние не сме ни Министерство за внатрешни работи, нити суди, нити обвинители. Ако видиме дека и понатаму продолжуваат, нормално е дека ние ќе ги објавиме, но со објавување ние ќе влеземе во чевлите на воерски пристап во политиката. Нас не треба дела. Ова што го постави како прашање вашиот колега е дела. Бараме дела. Конечно нешто да се направи. Не само да зборуваме. Ние ќе зборуваме, еве ќе зборуваме. Ние ги немаме институциите. Затоа велиме дајте да идеме на избори, да ги имаме институциите, да видите тогаш како се поставува. Да видите дали тогаш ќе се случи да влезат овие мангупчиња и така да се однесуваат. Еве да видите тогаш дали ќе се случи. Ајде да ги земеме ние институции. И да видиме дали тие мангупчиња така ќе праќаат заканувачки пораки на новинари и слично. Ама од опозиција можете ова да го направите. Затоа бараме избор. Ме разбирате? Ето тоа е. Да. Ако имате други прашања, немате. Ви благодарам.